Украинскиот претседател Володимир Зеленски ја искористи посетата на Турција за да ја нагласи важноста на украинските сојузници да распоредат војници за да гарантираат каков било мировен договор постигнат со Русија. Війська інших країн. Две прашања се многу важни. Силна украинска армија и распоредување мировни војници од други армии во Украина од нашите партнери. Зеленски рече дека е разговарал за ова прашање со турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган, но дека е премногу рано да се открие исходот од разговорите. Додека Ердоган има блиски врски со Зеленски, турскиот лидер одржува добри односи и со рускиот претседател Владимир Путин. Сепак, втората по големина армија во НАТО, Турција, е добро поставена да ја поддржи Украина. Доколку страните се согласат, Турција може да испрати наши војници во мировните операции. Турција веќе се приклучи на многу мировни операции на Обединетите нации и турската армија е многу моќна. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров ја отфрли можноста за присуство на мировници на НАТО во Украина. Но важноста на турската армија за европската безбедност може да се наметне на маса, при што САД бараат од Европа да преземе поголема одговорност за сопствената одбрана. Сметаме дека е важен дел од заедничкото сојузништво европејците да се засилат за својата одбрана, додека Америка се фокусира на области во светот кои се во голема опасност. Лошата состојба на Турција за човековите права ги заладува незините односи со Европската Унија. Сепак, аналитичарите велат дека заедничката загриженост во врска со Русија овозможува се поголема заедничка основа за безбедност. Турција и европските земји имаат исти геостратешки интереси. Ако ги прашате Турција и турските креатори на политики, за нив главната закана за безбедноста и стабилноста на земјата и интегритетот останува Русија. Европските лидери се состанаа за да разговараат за безбедносната закана со која се соочува континентот. Анкара вели дека може да одигра клучна улога во одбраната на Европа. Европските сојузници мора да разберат дека без Турција не може да продолжи одбраната на европскиот континент и евроатлантската безбедност. Турција е подготвена да ја поддржи европската безбедност и одбранбената способност. Се верува дека Турција има околу 800.000 припадници во своите вооружени сили, вклучително и резервисти. Аналитичарите велат дека како знак на затоплување на односите, европските лидери почнаа да го укинуваат своето противење за клучните турски воени продажби на хардвер, додека Анкара се обидува да ја модернизира својата војска, за која тврди дека ќе биде во интерес на цела Европа.